Здраво за Татјана Ранташа. Здраво. Кој е Татјана Ранташа денес? Денес лудило. 100 на сат, како и секогаш. Така. Многу ќе кажат дека ти си еден од водечките фотографи кога станува збор за джез сцената во Македонија. Дали е така? Не знам, ја обично кога ме фалат, викам пупу, немој ќе Немој да некоја бења. Да, не знам, јас се осеќам многу поскромно од тоа, така да. Добро, има некакви такви паралели кога секогаш кога се станува збор, претпоставувам заради Скопскиот джез фестивал, бидејќи ти таму си официјален фотограф и дека Со Жига Коретник. Да, подкастот е наменет за луѓето од джез сцената во Македонија денес, што значи ги промовираме и ги презентираме луѓето кои што се активно вклучени во сцената, така да Жига ќе го спомнеме. Јас имав едно друго прашање за Жига, ама после ќе те прашам. После, добро. Да, после ќе. Ајде прво прашање нека биде како ќе се опишеш себе си, ама она што си денес, затоа што многу е битно она што го правиш денес. За сите нас. Растргната на милион страни, ама исполната. Пошто покрај фотографија се занимавам со мајчинство, транспорт и шпедиција. Добро. И Убер возиш, сигурно. И Убер возиш, така е. И така да, тоа вака се заедно е хаотично, ама па од друга страна многу исполнувачки. Имаш многу ангажмани, тоа Многу знам. ангажмани со тоа што јас не знам да седам, така да речеме дека ми одговара. Така. Сега логично ќе те прашам каков беше патот за да стигнеш до она што си денес и кои се твоите нели младешки почетоци, но пред да те прашам, пред да кажеш ти, јас нешто прочитав. И мене интересно ми беше моментот со развивање филм во вецето, така или во бањата. Каде дома? Да, ама тоа уствари генерално сите го правиле, сите што го развивале правеле, филмови, па така да за мене, за тебе и за нашата генерација претпоставувам тоа не е многу чудно, ама за младите денес или утре што ќе го гледаат овој подкаст, да развиваш филм, сега нели нели апаратите се дигитални и нема потреба. Телефони, така да за младите денеска дури и апаратите им се чудни, така да тука многу нивоа на чудно имаме. Ама ајде од математичар до архитект и на крајот джез фотограф или фотограф. Па добро, ама јас може да се каже дека сум била фотограф и пред да бидам математичар и пред да бидам архитект, така да некако и мислам дека сите тие работи се надоврзуваат. Математиката си има некои правила кои што нели се префрлаат во уметноста, златен пресек, некакви правила на перспективи, на погледи. Истото се префрла и во архитектурата, така да некако и сето тоа е поврзано и со фотографијата. И како што ми кажа, тој што не работи Да, па да речеме архитект, дека многу од архитектите кои што не работат архитектура се фотографи, така и да, обратно. вајда си И обратно, повлекува. или не обратно. Не може. Да. Добро, кажи ми љубовта за фотографијата доаѓа од татко ти? Па да речеме да, татко ми беше пасиониран фотограф кој што си правеше слайдови, си ги сецкаше, си ги редеше во кутички, ги гледавме, нели, family event. И така да, секогаш сум сакала јас да фотографирам, нели тоа го гледам и малиот дома, кога ќе го извадам апаратот, дај ми јас, па го шетам из дома, се живот, си дупки на паркетот до телевизорот. Добро, нормално е. Да, и тоа што го гледаш, сакаш да го правиш. Така, во средина исполната со фотоапарати и со Ето така. Многу компјутери отворени кои што се разгледат слики. Предпоставувам. Така да, некако ми било многу нормално да продолжам традицијата на документирање на нели тоа што се случува од животот околу нас, од фамилиарни собиранки, од нели одмори до нели како сме се развивале до сцената на која што нонстоп сме оделени, сите концерти, представи. Тоа е таа врската помеѓу музиката и фотографијата? Па да, врската е исто да не кажам од секогаш,
пошто Сите така велат. Ти од кога се занимаваш со Ама музика? Од стварно, секогаш. секогаш фуѓа, толку сме стари, што тоа више како од секогаш е. Не, ама стварно, ја баш кога идев наука си размислував, значи ние дома имаме и стари фотографии, имаме од фамилија фотографии околу 1900-та, вали сето тоа ми било фасцинантно, тие стари и се криш леле на фоткава е мојот прадедо и приказната за тоа и вели да би останало, чеки сега може ќе направам нешто што исто ќе биде за некого по нели X години, леле што е. Да. А за музиката некако многу имам чувство дека порано многу повеќе живеевме со уметноста генерално. Многу повеќе се следеа сите настани, се одеше имаше помалку можеби и не можам да направам разлика. Меѓутоа се одеше на сите настани, се одеше на цели филмски фестивали, се одеше на скомрахи, се одеше на танцфестови, се одеше на сите музички фестивали кои што ги имаше, нели тогаш джиз фестивалот си постоеше, меѓутоа тогаш почнува да се оформуваат Авалон, нели Литиум, продукции кои што почнуваат да прават концерти. МКЦ предходно, нели? И одевме буквално на се сакавме се да видиме. А сега зборуваш за касни 90-ти, почеток на... Да речеме, да. Сега јас со годините ти. Да, добро. Ама стварно сакавме, мислам јас знам, памтам дека отидов кај класниот во средно, нека втора, трета, и го замолив да ми пише за цела недела отсуство, за да можам на скомрах и да идам на денските филмски проекции, да. Значи тоа ван памет е денеска, мислам дека децата не знаат што е скомрахи. Па од друга страна беше достапно. Картите беа кога сега би биле 30 до 50 денари. Јас сега кога ќе видам нели тие такви настани по 350 си викаш. Да. Чекај малце. Добро, ама и се е поскапено и платите се кренати. Да, ама некако се мислам дека за грото деца се и понепристапни. И имаше опции, се пушта, нели ќе ги видиш деца и ќе ги пуштиш од кога ќе се наполнат седиштата кои што се зафатени. Денеска тоа некако мислам дека нити има деца што чекаат, на кои што нели би им пружил да се запознаат со некоја поинаква култура од турбофолкот и тоа на кој што најмногу се оди за жал, кафаните и слично. Нити пак има волја да се пуштат, нели? Некако барем јас не можам да го видам. Многу малце млади има секаде. Добро, кога велиш за изборот, еве ќе ти кажам од музички аспект, нели порано, нели после плочите, нели најзастапен формат беше CD-то и јас се сеќавам дека баш во тие години ти што ги кажуваш, со модел до Солун да купуваме едно CD, нели имаш пари да купиш едно CD и нели го слушаш тоа едно CD, па следната недела или следниот месец во најдобра варијанта, одиш да купиш друго. Сега имаш на Bandcamp дневно, имаш по илјадници објави, така да мислам дека и начинот на слушање на музиката, исто како и перцепцијата на фотографијата, нели? Точно. Да ја имаш фотографијата во рака, не е исто како кога ја гледаш на екранот на мониторот, не? Сега се оди на количина и не на квантитет, не на квалитет. И се има многу. Знаеш зашто е тоа? Затоа што во апаратот нема филм, можеш да чкрапаш колку сакаш, така. Колку што ќе си купиш филмови, толку фотографии ќе направиш. Си шетала со 36 пози, колку? Не, сум шетала со 20 филма по 36 пози и после цела година собираш пари да ги развиеш. Така. Ете тоа е тоа. Ама тоа е тоа. И пазиш што ќе направиш. Сега штракаш и достапно е. Сите ќе ги качат, све ќе видат, сите на секого све му плекнуваат и сакаат. Нема критика, нема да се издвои нешто ради квалитет, многу тешко да се издвои нешто и многу тешко да за било што е, и од една страна за музиката, нели толку многу излегуваат дневно, не знаеш што преслушаш. Од друга страна, пример литературата, толку многу автори има, просто не знаеш што прочиташ. И не ни гледаме некаде каде што се изгубија весниците, се изгуби медиумот каде што ти би прочитал дека нешто е добро. А добро кажа, прво и основно нема критика, културна критика, нема без разлика дали е за жест. Комплетно, да, значи зборуваме за уметност генерално. Не постои, дури, ама нема и многу
лимитирани малку и да не речам ги нема, а колку пати реков да не речам. Ќе го сеќам. Јас не сите така ми велам. Ќе го Ќе го сеќам сеќам и и после после го овде си остана нормално. Јако да Джез, да, тоа е да. джез. Ама не, стварно нема и за многу работи сум разговарала и стварно нема. Секогаш го леле сакам да седнам и негде да пишувам, кои книги ги имам прочитано, дека се убави да се прочитаат, пошто има една цела, нели, планина што не се добри. Ама не почнувам, нели? И нема некој што почнува, пошто некако се сведува на тоа кој најдобро си се испромовирал. И кој најмногу нели платил за реклама или некако има најголеми врски да излезе на површината, а не за квалитетот. И тоа е, се надевам дека од ова огромно се во еден момент ќе на сите ќе им збоктиса и дека ќе се издвои нешто. Не, ќе има уште повеќе од тоа сето, затоа што живееме во инстант такво општество, каде што инстант потрошувачко, дури купуваме работи што не ни требаат, а на моменти, нели, ама го имаш, абе ќе го купам, нека седи. Да, конзумеризмот е стварно како ама мора епа затоа имаме такви генерации, пошто Епа добро, овој подкаст генерално е направен и за да едуцираме, за да некој кој што ќе ги интересира, претпоставувам во голем број ќе слушнат и ќе видат дека постојат луѓе како нас. На кој што ни е битно да бидат 3 фотографии, ама да бидат вистинските, или онака кога ќе погледнеш или кога ќе фатиш фотографијата во рака, ќе ти значи. Од секогаш сум имал една дилема. И сите што ќе доат фотографија, ќе доат доста фотографии, затоа што джез сцената во Македонија не се само музичарите, туку се и директори на фестивали, фотографи, промотери, ако најдеме некој промотер во Македонија, се уште нели издавачи, може ги кажав, а радиоводители и сите оние кои што ја прават сцената. Сцената не може да биде само музичар, не може да ја прави сцената. Сега, од секогаш фасцинатно ми изгледало и секогаш сум се прашувал зошто сликате црно-бели слики во джез, кога джезот има толку многу бои, толку многу експресија има во самиот джез и никогаш не ми стана е јасно дека джез треба да биде црно-бела фотографијата. Не велам дека во црно-белото нема нијанси, има нормално, апсолутно дека има, но толку многу е калоритен джезот за да сликаме и посакуваме црно-бели фотографии. Ајде малку на оваа тема, мислам дека е многу битно да се одговори затоа што генерално фотографиите во джез музиката се црно-бели. Јас тоа неколку пати го кажано. Мојата перцепција на целото тоа е некако луѓето повеќе црно-белата фотографија ја прифаќаат како арт фотографија, не знам зашто. Затоа што јас не се сложувам. Значи има колоритни толку добри фотографии. Така да некако меѓутоа кога ќе го притвориш во црно-бело е малце чеки се овој. Винтејдж. Може. Точно. Ако сакаме да доловиме атмосфера и живост, не можеме да го направиме црно-бело. Значи мора да остане колоритно, пошто живееме во свет со бои. Многу е поинакво и сега и осветлувањето се оди на игра со светло на сцена, нели? И ако тоа го изгубиш, некогаш стварно нема поента. Моите фотографии не се секогаш црно-бели. Има уште една фента. Сцената знае да биде многу темна. Кога ќе притвориш фотографијата во црно-бело, многу полесно ќе извадиш квалитетна фотографија, некако ја оставиш во колор. Значи, многу игри се во прашање. Добро. Ама јас не би се сложила дека треба да биде црно-бела фотографијата. Мислам, јас лично имам многу драги фотографии, поубави и оставени во колор. Дури и тоа и фотографиите кои што нели се објавуваат на Офест, на Джез фестивал, се во колор, бидејќи мене повеќе ми лежи каталогот е црно-бел. Црно-бели? Ама Жига Коритник фотографира црно-бел исклучиво. Така. Па добро, можеби јас. И тоа е валјда и нешто што се одбира, нели? Добро, 22 кога ме фотографираше на Скопски джез фестивал и
Знам дека дојде на тонската проба, кога ќе го откриеме. Не. Нема да го откриеме. Па мислам дека треба да има вакви информации кои што живот значат, така да Па добро, ај кажи ако сакаш. Ќе го сеќам. Добро, и сега за прашањето кое што ти го поставив по втор пат. Зошто фотографираше на тонска проба? Зашто фотографирам на тонска? Многу е важно да се има контакт со музичарот. Ако му се појавиш туку така простом, кој е сега ој, шо сака од мене? Ама кога дојдеш на тонска и си попреш малку муавет, се представиш, па се посмеете за нешто. Прво, интересни фотографии ќе излезат на самата тонска, а после и на самиот концерт, некако подсвесно ќе те бара кај си, и ако те види дека го сликаш, и ќе се насмее, ќе те погледне, одма има поинаква релација. Си направил контакт со артистот. Да, и знае дека ти си тој кој што треба да го слика, за убаво да испадне на фотографијата од тој настан, пошто нели веројатноста да има уште 10 други фотографии во публика е голема. Така да многу поубаво е кога веќе имаш некаков контакт со. Добро, и природната средина на уметниците е тогаш кога прават проба, нели? Кога си особено кога не те ни гледаат, него, нели, ќе те види дека си тука и ќе те избрише и си е природен и слободен и сосема поубави. Барем мене ми се секогаш многу поубави тие фотографии. А за време на сцена, тоест за време на концертот, веќе од страна на артисти кажувам дека одма има некаков друг адреналин, сега ова, нели се размислува и да, гримасите се точно, изразот на лицето поинаков е не е природниот, не е вистинскиот. Точно, ама се си има па своја драж. На тонска проба нема добро светло, се гледа позадината, не можеш да направиш некоја фотографија која што е црно-бели бриш позадина. Јас најчесто ништо не бришам од фотографијата, пошто не сакам да ги многу обработувам. Ама да, на самиот концерт има и игра со светло и поставеност. Така, нели има моменти кои што не можат да се фатат на тонската, затоа се си носи свое и се има некаков момент кој што сакаш да го откриеш со луѓето кои што ќе ги интересира ова за да излезе некаква специфична или не може да биде специјална, но некакви позиции кои што се јас знам фотографии што се качуваат горе над сцената. Нормално. Не знам јас такви. Да. Некогаш кога се вака секогаш си викам леле, добро, чеки, кај ми капачето, кај ми е мобилниот, пошто ако ти падне мобилниот доли, убие некако. Ќе убие музичарот. Не, па тоа е, нели многу важно е да знаеш каде фотографираш, во кој објект и да му ги знаеш сите дупки. Кај се можеш да се пикнеш и од кој се агол можеш да сликаш. Жига, да го спомнеме, секогаш... Да го поздравиме. Се разбира. Секогаш вика имате многу среќа што сте тука и што работите тука, затоа што вика на други концерти добиваш 2 песни напред. И толку, нема контакт со музичари, нема тонски проби, нема пикање по сите дупки на објектот, каже едно ниво на светла, па друго ниво на светла, па тие заимам на 2 пати кај. Тие што висат? Не, тие скроз во МОБ има такви како кран што се мостови, скроз горе. Знам, театарџити некој ги викат. И така малку. Чиги ги викат. Не знам како се викаат, ама. Чиги беа тие вака со платната што се стават. Да, и вака има 2. Како кранови се ти шеташ горе. Тоа е за рефлектори местот. Значи така. Добро. Забавно е. Во секој случај е забавно. Да, значи интересно е да бидеш фотограф, нарочито на џез концерти. Тука ми помага и архитектурата. Нема да паднам. Не, гарант тука се скалите, од овде ако свртам, нели носивост, горе крутост доле. на носивост. Не, него планот, нели како и да го направат горе доле можеш да претпоставиш што кај се наоѓа. Добро, ајде од каде љубовта спрема џез музиката, нели? Треба да сакаш џез, да слушаш џез, па за да
сликаш джез на крај на денот? Ух, Како беше процесот ти да се, ајде, малце грубо кажам, да се инфицираш или да се заразиш? Па да, джезот е вирус кој ќе еднаш ќе го примиш натре во тебе и после, не знам, слушаш и друга музика, ама ја слушаш онака денес утре другиот, ама Майлс ќе го слушнеш и следна година. И тоа е точно, ама па сед имав среќа да сум другарка од забавиште со сега ќе спомнам. Ако, кажи си. Ангелина Димовска, моментално е директор на Филхармонија, која што уште Филхармонија и джез. Филхармонија и джез. Која што до дете или одеше музичко и јас се влечев со нив за посите концерти, посите филхармонии, по нели джезови, по се можно што можеше да се отиде уште од многу мали. Влегувавме во Дом на Арама, влегувавме во универзална сала, така да нормално ми беше секој четврток одиш на филхармонија. Има фестивал, джез фестивал одмавезно се оди секој ден на се. Најследствено си беше да си продолжиш да си ги следиш, да си слушаш, да се инфицираш. Да се инфицираш, точно така. И да ги запознаваш уметниците. Па да, и некако да ти дојде многу нормално да живееш со тоа, и да посакаш да... Па да, јас сум го носела апаратот и претходно, меѓутоа првин сме се сликале само меѓу нас. Тоа ми беше прашањето. Дали прво сликаше без да знаат? Дека ги сликаш? Нели, во оние рани години, ајде да речеме. Ама се разбира, од местото па ти е страв да се снимнеш. Никој не знае дека имам од универзално од горе слики. Сум сликата, ништо не се гледа. Ама после како си одеш и техниката и достапноста на подобри фотоапарати, така и фотографиите ми стануваа поинакви. И со самото растење и храброста и познавањето на луѓето околу тебе, да побарам и да се договорам да фотографирам. Да, и да направиш сесија после. Да фотографирам на концертот, да фотографирам од блиску, да влезам позади, да нели малку поинаку да се одвиваат работите. Се си одеше со текот на... Сега не ќе да речем кулминација, ама спрема мене кулминација или заокружување на тие твои, да речеме 15-20 години е книгата Джестетика, која што ја објави во 2021. 5 мај, нешто така? Мај беше, да. Мај беше, во МКЦ бевме... после COVID. Да, супер беше во МКЦ. Мислам дека уште беше COVID, да не носевме маски. Не смееше да е внатре и затоа ги отворивме скроз вратите, за да биде дека е надвор. И тоа е, ајде збор два за книгата Джестетика, затоа што таа е едно ретко дело кое што мислам дека ќе остане за секогаш во историјата на македонската современа джез сцена, или она сцена која што денес е современа, сигурно за 15 години нема да биде. И не дај Боже да биде за 15 години ова современа джез сцена. Да. Ајде малце за процесот како беше, како ели. Па јас фотографиите така малце како хрчак си ги собирам дома и како хрчак. Па не стварно, нити сум качувала, нити денес качувам по некои фейсбуци, по инстаграми. Најчесто знам да линкам до некоја галерија која што каче што сум фотографирала, ама јас многу ретко. И така да таа книга ми отвори многу нови моменти, едно поинакво гледање на прво на моите фотографии, на тоа како нели може да се представат и дека е реално дека може да се представат. Некако секогаш си мислиш че ќе не сум во моментов достоен за такво нешто. Можда кога ќе пораснам. Добро, тоа секогаш го имаш. Така, тоа ако немаш тоа е тоа све што те тера напред. Така да не ме бутне во тоа, да не ме истурка, да не извадам книгата, мислам дека сама никогаш немаше да ја направам. И многу ми е драго дека се случи. Многу ми е драго што се случи, бидејќи ета и јас сега имам нешто како тие стари фотографии и слайдови, кое што сепак може би ќе остане за некои наредни генерации. Се надам дека ќе има и други, ама ова е стварно... Така, ние сме тоа, уствари она што ќе оставиме за себе, затоа што сега сме тука, ама
Не се знае во кога. иднина не се знае кога, ние немаме тука и делата ќе зборат за нас. А кој беше процесот на избирање на фотографиите и знам дека од различни места, ама ајде плиз кажи ги за Па идејата беше да бидат само македонски џиз музичари. Јас веќе имав прилична архива. Има фотографирано и наменски за Јулевски, например, за негови текстови, има фотографирано многу концерти, проби, секако. Меѓутоа, рамката која што ја добив беше, да речеме, 2 месеци. И за 2 месеци ти одбери. И кога седна, Under pressure. леле, колку ми фалат, нели одеднашка сваќаш дека ќе се има млади, ќе се има, нели така? Па селекција, Ама чекај овој да го ставиме. Овој го немам, и почнав. Дај ми телефон. Знаеш дека дај бев ми инволвиран во процесот на селекција? Да. Заборај. Да, Васили. Не, сакам да кажам пред да дојдеме до моментот на прво имаш селекција. 300, па после ги намалуваш на Не, 250, па Први требаше ги досликам тие некои што ги нема. Да, Па ги брка. Па чекај, ама ја на одмор сум. Ама кај да те сликам, што да направиме? И мислам дека дури нормално дека не се сите, има број на луѓе кои што не успеав, нели, да им направам фотографија да влезат во книгата. И просто нема така кога си во паника и кратко ти е времето, нели, не беше таа сега ќе се крчка, јас ќе ја правам, ќе размислувам 3 години, ќе ја направам, беше ајде се за 2 месеци ќе направам. Треба да се направи, да. И така да среќна сум што стварно има голем број на музичари. Се надам Знаеш дека бројка? некојаш- 50 и нешто така. Така некако бе. Да, добро, сега со времената, значи модерната македонска сцена и ајде не е скромно да кажам дека универзитетот со појавата на универзитетот Гоце Делчев и джез одделот во Штип од 2007 година наваму, голем број на млади деца се едуцираја и цврсто чекорат на сцената. Мислам дека Филип ти беше во книгата, ама има неколку сериозно добри млади джез музичари кои што повик или можеби да се почнеш да размислуваш за волумен 2 на книгата или можеби сигурно ќе има материјал. Затоа што македонската джез сцена во изминатите 10 години мислам дека ги живее своите најдобри години и најмногу албуми се снимат, најмногу имаме музичари на сцена, така да да можеш да размислуваш на таа тема. Во овој подкаст сцената генерално е поделена на 2 дела, нели се фестивалите и клубовите. Моментално сме во аудиокултура. И аудиокултура со проектот Life at Аудиокултура, на која што и ти си сликала многу пати. Мислам дека донесе еден свеж воздух во джез сцената пред се во Скопје, но и джез сцената во Македонија и секако дека е престиж да се настапува тука на ова блиска сцена, би рекол, лимитирана сцена за 50 публик. Па ајде збор 2 за аудиокултура, моментално сме тука и за како ти го доживуваш ова место кое што се појави пред 2,5 години, 3 во Скопје. Прво е убаво дека е мала сцена, интимна и джезот, барем тој кој што тука се представува таков потивок, посмирен, такво нешто и бара. Атмосферата е секогаш многу убава, исполнувачка, звучувањето е совршено. Па сега нели, тоа е многу важен дел. Да. Еден од најбитните. Нема гужва, нема разговор, нели, стварно доаѓаш и тие час и половина уживаш. И си одиш дома, си легнуваш на време, значи како во поинаков свет да, ама и за вака постарите како нас многу добро. Нели нема се 1 сат, 2 да те фати, вака си доаѓаш фино 7:30, си одиш дома 9:30, 10. Значи, мислам дека не е ни толку често за да треба се напнуваш, дале сега ќе пропуштам нешто. Стварно, мислам дека е многу убав момент кој што се појави и се надам дека ќе трае понатака долго, пошто е нешто кое што го нема кај нас. Не знам ни дали би се појавило повторно на тој начин, заради тоа што обично кафичите кај нас се или се оди во тој кафич во моментот и е препуно или нема никој, свириш како
Добро, мислам дека појавата на аудиокултура направи револуција затоа што на сцената во Скопје, затоа што и други клубови или места пробваат да го следат овој концепт, што е многу добро затоа што ако нешто фали на џез сцената во Македонија, фалат клубови. Џез фестивали имаме, јас извадов една листа на 10 џез фестивали, ќе ти ги прочитам и ќе ми кажеш што кој имаш соработвано, иако јас знам, но ми беше зборот дека аудиокултура завзема едно водечко место во оваа џез сцена и затоа што еве минатиот подкаст зборувавме со Филип, имаш место каде што можеш да ја презентираш сопствената музика, нешто што го нема во другите клубови, или свириш стандарди, или свириш некакви популарни композиции за да луѓето се забавуваат. Тука е навистина обратен концептот, доаѓаат за да ти ја гледат уметноста, нели, тоа онај момент за кој што ние сите копнееме и малтене тоа ти се исто како концерти, само за одбрана публика, лимитирана публика од 50. Ама еве да тргнеме од тоа дека и јас направив промоција на книгата во МКЦ, каде што имаше огромен број луѓе и беше целото весело, имаше нели мини концерт и по малку време направив и тука една, ме повика Михел да направам и тука една мала промоција која што имаше сосема поинаква енергија, поинаква топлина него нели со помал број луѓе, а сепак исто нели со концертче свиравте. Ама свираше. Заборав. Ама треба да го повториме, тоа ми е идејата за книгата пред вас. Ама нели и двете работи се убави, и двете работи носат нешто, и двете работи треба да постојат. Така. Добро, и уште збор два за алтернативните сцени во изминатите повеќе Министерство за култура. Не те прашав дали си аплицира, еднаш аплициравме заедно. Да, ама не добивме. И не добивме, се разбира, нели тоа. Не имам аплицирано. Да, инаку за гледачите на подкастот, аплициравме беше за Њујорк, да, за промоција на книгата Джестетика на Ранташа со фотографии од македонски џез музичари и соло концерт на Сашо Поповски како придружна програма, или беше концепт таков двоен концепт кој што за жал луѓето не го препозна како концепт или проект од национален интерес, ама никогаш не вели не знам. Може би следната година ќе би, да, ние сега млади сме, има време. Така. Добро, ајде збор два за алтернативните сцени, имаше повеќе такви за промоција или откривање на алтернативни сцени. Јас со тој концепт не се сложувам, затоа што да направиш 3 концерти на едно место не може да заживи, треба континуитет да има. Например, аудиокултура 2 години го правиме концептот и секоја недела има по еден концерт за да се навикне луѓе да доаѓаат и колку е можна е пресликана, значи во конкурс за Министерство за култура, таа инстант потреба нешто да се развие или да се создаде најнаш. Колку е можно, колку не е можно. Мислам твое гледање. Биди искрена. Секако нема многу луѓе да го гледат подкастот. Не, ама прво не ги следам конкурсите генерално. Нити пак следам или кога одам на концерт не се замарам со тоа, нити знам, нити прашувам дали добиле пари или сами го прават или ме разбираш, одам на концертот затоа што сакам да слушам музиката. За жал кај нас политиката многу неубаво игра со сите работи и се трудам да бидам малку поназад и да не се замарам со тоа. Колку што можам. Добро, ама животот ни е таков. Добро, прашањето беше колку може алтернативните сцени да заживеат со 3 концерти годината. Не може нормално како може со 3 концерти годината, ќе забориш дека имало концерт кој ќе или дека постои или дека постои сцената. И многу беше За жал кај нас сите работи некако што заживуваат, што се поддржани од нели од Министерство, од град Скопје, се некако имаат некои убави успони, тешки падови, мала станица ја срушија, МКЦ се во моментот функционира. Нели некако на ништо не можеш да бидеш на
и тоа што функционира знаат така да го треснат од земја да не може да се опре. Со 3 концерти, ништо. Да, со 3 концерти. Така да, малку валјда треба да се смени начинот на играње. Да, малце се чудни тие повици. Јас мислам дека доаѓаат од она кога сакаме да се приближиме до нешто, нели јас тоа го зборувам стално, сакаме да се приближиме до ЕУ, ама не функционираме по ЕУ стандарди. Или сакаме да пресликаме нешто што го има во ЕУ, ама ние не сме ЕУ. Значи нешто што функционира, не знам, во Данска каде што буџетите се малце поинака или поразлични од она што е кај нас, многу е. Моje лично мислење е дека фокусот или она енергијата или ајде на крај искрени до крај да бидеме, парите треба да бидат вложувани во концепти, во проекти кои што функционираат, нели? Ако ова место функционира, не треба да измислуваш уште 10 нови. Точно. Поддржи го, зголемија програмата, дај уште средства македонски музичари да се представуваат, нели? Потроши ги паметно парите. Нешто што многу му е потребно на македонската џез сцена е експорт. Значи ние немаме музички експорт, немаме џез експорт. Јас стално се зезам, сега беше во април 14 беше џез хед во време, Македонија беше црн плакат ставив на Facebook дека македонскиот џез експорт и ова година не е таму каде што треба. Што значи ние трошиме пари за да откриваме, ајде сега се запнам со тие алтернативни сцени. И не се само сцените, туку не ги насочуваме енергијата, средствата и финансите во нешто што функционира. Еве тоа ни треба, мислам. Еве твое видување, што мислиш ти за ова? Мислиш дека треба да има Македонија џез експорт или музички експорт некаде? Мислам дека како што реков, многу треба да се смени начинот на кој што се прават и сите тие конкурси, како се бираат работите и кому, колку и како се дава, пошто нели секогаш сите се жалат дека континуирано се дава на истите луѓе за истите работи, дека нели не џабе аплицираш ако не познаваш никого, ама тоа е некоја наша реалност на сите планови и не знам како би се сменила искрено. Дури кога ќе влезе некој човек, значи моето е дека кога на некого ќе му дадеш власт, поготово кај нас, отпиши го, пошто тој прв те отпишал. Не, па стварно е така. Нели некако сите стануваат битни и после ти веќе некако не си. Да. И така е, не знам, стварно убави прашања си поставуваш ти, ама јас толку ичнеќам со тоа да се Добро, не мора да одговориш, јас само кажав твое мислење или твое гледање на работите, што е многу битно, затоа што еве јас и ти не сме толку стари, ама има деца кои што студираат џез, сакаат џез, утре ќе сними прв албум, сака да издаде, сака да направи, сака. Добро е да го споделиме нашето искуство, да не го држиме од види генерации декади уназад луѓето заминуваја, не споделија свое мислење. Никој не слушнал за еден, за друг, за трет. Сега некам да ги споменувам, бидејќи подкастот е за тие што се сега што создаваат музика, не ти од пред 50 години. Ама сигурно ќе беше многу добро, ќе научевме дел од таа приказна. Твојот агол е поинаков, нели? Ти си тој кој што се бори да излезе и да се представи некаде. Мојот агол од една страна е полесен, затоа што ако им пишам, јас сум фотограф од Македонија кој што сака да го следи вашиот концерт, настан, фестивал. Добро. Со време најчесто би добила акредитација. Да, затоа што Ама да си платиш пат само. Ама добро, ама акредитацијата некојаш подразбира, добро, ама и акредитацијата некојаш подразбира дел од финансиите, така? Апсолутно. А јас не ни сунувам дека некој може да ми плати пат. Значи јас воопшто не навлегувам во тоа дека ја може некој мене да ме или на пример има бенд турнеја да земе со нив фотограф. Фотограф да тоа кај нас е како првата грешка што ја прават. Ама не тоа е кај нас како не поимливо, не ти ни паѓа на памет дека ти се треба парите што си ги добил, не добил, да ги потрошиш на уште еден човек за да те документира. Има мобилен, не ме зезе, нели? Да. Значи
А тоа Многу и го време правиме, тоа и го Ама правиме, тоа затоа го што правиме. ресурсите кај нас. Така. Сега И знаеш како, од моја гледна точка, јас не размислувам за ова што ме прашуваме, за мене тоа е светлосни години далеку. Супер. Мене, јако сакам да фотографирам негде, јас првин ќе речам, може да дојам да ве сликам многу поише, него дојди молим те сликај, не сакаме ние. Значи тоа мене ми се десило еднаш или два пати. знаеш од каде доаѓа сето тоа? Гледај сега, пак ќе го спомнам Филип беше претходно. Така. Тој аплицираше во Германија и доби за последниот албум и сега уствари таму знаеш кој е моментот, таму тоа што бараш што добиваш. Значи ти бараш толку за да направиш тоа, нели да имаш промо толку пари, да имаш фотограф толку пари, ти ги Така. добиваш тие пари. Кај нас бараш толку, добиваш 1/3 од Да, тоа. веќе И дали нас ќе го треба да добиеш? бараш слон, И после ти за треба да добиеш. Да, не треба да бараш диносаурус. Така, некаков, за да добиеш што јади нешто, два слона исто време. Да. И после и ми ја сваќаш ти која Да, е идејата. да, Значи да, тоа е да, споентата, да. пардон. Значи ти тоа што го бараш, ти го бараш тоа за да го затвориш проектот. И сега ти не ги добиваш тие пари. И прво кој не треба фотографот. А од друга страна, на било кој фестивал да аплицираш, прво што ти бара фотографии. Видео ти бара. Треба да имаш веб страна, имаш веб страна со сам да си се сликаш Телефонот. фотографиите. Ма така со е. телефон. И тоа треба да го сватат младите, дека не се фрлени пари тоа што ќе добиеш професионален фотограф. Напротив, тоа се инвестирани пари во твојот проект, во твојот она како изгледаш надвор. Затоа што неретко една фотографија може да ти донеси Така е. концерти ги го. И она што мечтаеш и што го чекаш Точно. цело време да се случи. Многу така. мудрости кажав. Да не покниш. Да, чекај сега да ги ставам на очарите, сега, пошто овие прашањата се многу битни. Ајде. Добро, дали знаеш колку джез фестивали има во Македонија? Не гледај тука. Не знам, сега. не знам, јас еве си кажувам, гледам и си кажувам дека не знам. Успеав да извадам, значи, верувар од рубриката како беше тоа, верувале или не. Да. Во Македонија во моментот има 10 фестивали, барем јас успеав да ги извадам, кои што се активни. И сега ќе ти ги прочитам и ќе ми Ајде. кажеш Да штиклирам. па да, со кој си соработувала, со кој Да. можеби треба да соработуваш или сакаш да соработуваш. Добро, значи Скопје Джез фестивал 42 изданија, овие се во континуитет, без Така, прекин. да. Офес Скопје Да. 23 изданија, Стибо Джез фестивал Не 14 сум. изданија, 14. што не сум. Не Што сум. не сум. А Стиво? Што Джез фестивал што не сум. била. Не сум. Не сум била. Да, Не се прекинав. штиклирам. Не. Не. Значи, Офес, да. Да, окей. А Стибо О, Джез Джез фестивал фестивал не, со а Стибо Джез со фестивал прекини, не сум значи имала, 14 да. изданија Не со сум прекини. имала. Добро, Прилеп Джез викенд. Сум била неколку 12 пати. изданија, не си ме сликала уште на Прилеп Джез Ке викенд. мора да го смениме тоа. Кога ќе свириш? Имено. Имено. Денес се е джез, or today all about jazz. 30 април во Филхармонија. Да. 8 изданија, Джез Да, Фабрика еве, фестивал, последниот изданија. Да ми се извиниш дека не дојде на последниот Джез Фабрика фестивал. Не, за за ова што претходниот? беше сега пред на недела на Гоца, што викаш. Па да, така го знаеме. Да, Ибни на Пајко. Заджима, на Ибни Пајко. Пајко. Доаѓам со малиот, а кога го носам малиот, не го носам апаратот, пошто не Значи, одат заедно. Или едното или другото. Или едното или другото. Значи, не те беше овај пат. Не, чекај. И се вртам и гледам дека не слика. Гоца, викам, немаш фотограф? Немам. И не можам више. Викам, Не дојде. а ја не можев. Мислам, тоа цел ден траеше, на работа бев, немаше шанси да се организирам. И викам, добра, земав, другарка ми има така пофин телефон и седнав, шо можев и сликав. И ги качиле фотките, напишале од објективот на Татјана Ранташа. Да, ма Сакав да каков напишам, објектив? ма какав објектив, Од кој? телефонот на Олгица. Ама поштено сме направиле фотки. Така. Има нешто, не е без ништо. Така. Мада многу се нервирав, леле, тоа така, кога фотографираш со апарат и после земаш телефон, не. Да, тоа е исто како, знаеш, Нема, ти имаш кој гитарата нема, и после ќе ти дадат пластично на поиграче за да малце джинг ќе прави од вероше некој така. Так, ќе го сеќам. Ајде, нема да ќе Добро, Джез Фабрика фестивал Битола, да ми се извини што не дојде ова година, пошто беше болна. Така. Куманово Джез фестивал 7 изданија. 2 пати мислам дека.
Браво. Само иницијативно. Така, браво. Тетово джез фестивал, Не 6 сум изданија, таму ќе те носам јас. Може. Да ме држи за збор. Да те држам за Кажувам збор. пред гледачите на подкастот. Кај Вардарот джез, Сум сликала, 5 сум изданија, фотографирала. арт генератор И Велес. таму не сум била. Тоа е ново. Тоа Славче го Везани. прави. Значи Велес Да. и Тетово. Да, окей, Тетово ќе те носам јас, за Велес не знам. Сега, ајде да направиме на паралела каква е ситуацијата со джез фотографијата надвор. Го спомна Жига, можеш да кажеш збор два кој е Жига, пошто младите сигурно нема да го знаат, ама тој е еден легендарен фотограф, нема да кажам лик, затоа што е повозрасен господи, ама кој што е онака светски реномиран, светски реномиран фотограф. Да, джиз фотограф. Джез фотограф. Сценски фотограф. Од Словенија кој што наназад, нели, многу години и многу пред мене го фотографира джез фестивалот. Од неговите фотографии се прави календарот една година. Освен Ја имав јас таа среќа. 2020, каде што сум јас и е твоја фотографија, Пошто многу ми е беше ковидот тогаш, драго. да. Фаловило ме стикат Па, нели, поинако е да фотографираш портрети за календар, поинако е да фотографираш атмосфера. Мислам, сосема на два начина, поинакви начина треба да го гледаш настанот. Не, ајде ќе сликам па ќе излезе, не. Не. Тоа нема така. Да. Добри паралелата како е надвор, а како е, нели сигурно пратиш фотографии кои што сликаат. И докаде Значи, сме секаде- ние немаме ресурси, добро, знам. Прво ќе ми кажеш немаме ресурси, знам. Па, ама немаат ресурси ни другите, со тоа што поинаку, еве, например, Жига веќе втора или трета книга ја издава со први не објавува на интернет и потоа, нели, однапред ја купуваат и со собраните фари ја издава книгата. Добра стратегија. И многу добри, феноменални книги прави, кои што сепак се резултат на многу долгогодишна работа. Значи не може сега јас ќе сликам 2 години, супер имам фотки ќе издадам книга, не е исто со нели ќе сликам 30 години и ќе направам фантастична книга со фотографирани неверојатни имиња. Така да не е дека не се борати надвор. Меѓутоа, сепак секој си има своја борба. Јас можам да кажам можда дека му е полесно, ама можда и не му е, нели? Не можеш да влезеш во тугите чевли баш така лесно. Баш треба да се бориш, ако сакаш да одиш надвор да фотографираш, да направиш добро портфолио, да го пратиш, да се нудиш, да се бориш. Ама колку што знам, секаде, нели, пак е некаква криза, сите се трудат да си ги задржат локалните фотографи, помалку трошоци им носат, нели, секаде е борба, секаде е борба. Не е така, секогаш викаме кај нас е најтешко, ама не е точно. Кај нас за некои работи па е и полесно, како што ви кажи, имаш подобар контакт со музичарите, ама ќе направиш подобра фотографија затоа што си се знаеш што директор на фестивалот. Најчесто кога одиш на овие што се големите фестивали, немаш ни контакт со ти, не знаеш ни кој е. Немаш, не можеш да влезеш, нели, овде ти се пиело вода, чекаат грицките да ја те напијан, че ги пробуваат овде, па уште и френдли, уште и ги местиш, че ги се дојди ми овде и се застани, гледај натака, че ја те сликам, нели, и слушаат заради тоа што и нив име еј! Кој си ти? Здраво! Ме е најсмешен коментар кој што сум го добила, прв пат фотографирам за Европска Унија. Кај нас, некоја заедничка фотографија и ги местам, ти лево, ти десно. Повисок, поназад, другиот напред. И после тоа ми доаѓа ми вика, ги слушам, оваа ни се обраќа. Како? Работа ми. А ја, нели, и вака седиш, ама те слушаат се местат, нели? Па како да не ви собратам, иначе ќе ве нема на сликата, таму си позади дрвото, позади некоја капа, нели? Ама
поприсни сме ние, нели? Ти таму си постегнати, нема ни да го направат тоа. Па добро, генерално балканците, македонците Па, сме тоа мислам. топли луѓе и сме френдли и нели И односот, добар збор, да. железна врата отвора. И односот, самиот однос, целата атмосфера е поинаков и сите поинако се однесуваат, нели, таму, некаде каде што е постегнато, сите си постегнати. Не, стварно, нели не би можела да кажам дали ни е нас полесно, нив полесно, она што го прави полесно или потешко е како и да протрушувачката кошничка колку ќе ти биди сметката нагоре или ќе биди во така. црвено, да. Да, со тоа што нели он успева цел живот фантастично да функционира ти како треба фотографија, 4 работи да правиш плюс. Да, нормално. И тука е сега, Да, нели. разликата е само што тие големите, да речеме, надвор живеат од тоа, а ние живееме уште од неколку други работи плюс што ги правиме. Или треба да се откорнеш, нели? Или работат, например, фотографи за неколку агенции. А има кај нас агенции за работат како представници, нели, на Reuters, на овој, или работат за 6-7 работи како новинар, фотограф, работи како фотограф на влада, работи како фотограф. Не, зборуваме за джез фотографија. Не, за таков не. Зборувам за, ама сакам да кажам дека дури за ниво на фоторепортер не можеш ти на едно место да работиш и да него пак мора да работиш 5 работни места со тоа за фотографски. Апсолутно. Сакам да кажам не воопшто сурова вистина е тоа, да. Добро, сакам уште едно прашање да ти поставам, дали ќе се сетиш кога еден од моите многу јако. Нема да ти ја прашувам за претор. Каде е сликата мојот претор? Не ти ја пратив? Не. Ау, срам да ми. Добро. Ќе го сечам ова, знаеш. Ама на крај ќе оди. Стално оди. И ќе ти ја приложам футката за да ја стаиш, да ја видат сите. Да, може. Вака во позадинама како сенка ќе биде затоа што не е за на телевизија многу. Океј, еден од моите омилени, да, во последно време што го слушав многу, гитарист, Јаков Бро, Данска, се сеќаваш? И кога ти реков направи слика и ти ми прати одма на телефон. Да. Дали се сеќаваш? Што ми прати? Сите папучи, така тоа беше? Патиш, да, педалите од гитарите и што беше најинтересно, десно беа што? Чевлињата. Обожавам такви фотографии. Јас ти пишав направи слика и ти транк на телефонот одма и баш тоа што сакав да го видам, нели? Леле, рекол, Тања, цар најголем. Слече, си така. Многу беше добра фотографија, да ја имам, да, ја чувам. Океј. Не ме праша за качувањето. За качувањето? За кое качување? Ај, подсети ме. На први спрат во Универзал. Ау. Не прашувај. Па добро. Тоа е за концертот на Чико Реа. Мислам дека да. Леле. Мислиш дека треба да знаат Ајде, добро, не мора. Ајде уште ова ќе биде екстра, или надворот и нема да го сечиме. Кажи ми кога беше млада и кога сакаше да го гледаш Чико Реа, тоеш да го фотографираш на Скопски джез фестивал во Универзална. Ајде. Без работа се зезам. Без апарат беше тогаш. Тие денови бевме само. Добро, ма имаш спомени од Универзална, гледаш сега децата нема да имат никакви спомени од Универзална. Добро, немаат ни такви спомени. Не купиме спомени со начини на влегување на концерти, ама тоа ми е Кажи се за Чико Реа. Нели распродадени сите карти, пробуваме преку музичка, да ние сме од музичка, никој не те пушта. Чекаш, се затвараат врати, па никој не те пушта. И сега како да влизаме, вака вртиме од страна и гледам отворен прозорот горе. Тоа височко беше, машала. Меѓу спрат, меѓу први и втори некако на подастот на тие скалите. Да, како. Долу еден вака, а друг горе наведнат и скроз долу. Сега не знам дали ги тима во камерата. Добро да ја до тука еше. Леле. И наредени се качува, значи едниот креват, другиот влечи и во еден момент си ваков, нигде. 5 сантими горе нема да се фатиш, 5 сантими долу ќе се убиеш. И викам, и се наредив и јас. Наредот. И дојдов на ред.
Ме гледа, не може. Зашто? Женско си ќе паднеш. Не сум, ако сум женско нема да паднам и така имавме тука. Сакам, не, чекај, ајде ќе не фатат. Ме крена. Сакачи горе, најубав концерт ми беше. Соло концерт, соло пиано. Чикореа, тој концерт. Да, тоа многу одамна е. Да, па 25. Може би. Повеќе. Ама така, нели, пусти се помачил, сим се качила на Си планина за да значила влезам да на го гледаш, концерт. Добро, па види, сега Чикореа е покоен така да. Види се, не, вака, значи... Добро што си го гледала, си го моментот гледала е- во вистински момент си го гледала. Не, ама... каква публика млада имала тогаш, што се пентирала на втори спрат за да влезе да го гледа концертот. Така е, А така е. сега, нели, да имаш карта и вака да речеш, абе сакате додите, прашање дали ќе најдеш. Да. И тоа е многу тажно и мислам дека сите тие министерства и останато и организаторите на фестивалите и сите треба да најдат начин да ја вратат младата публика. Ние се трудиме во Битола, можам да ти кажам дека минатата година имавме полна сала. До сега неколку пати ни се случи. Нели беше баба си со код Мари, кога беше полно беше, ова година супер, имаше исто за джез е многу одиме напред, сериозно, значи джез фабрика во Битола фестивалот е, мислам, имаме и публика, имаме многу млада публика, нели. Лани се сеќавам со ролери, со скирули дојдоа децата на концерт. Знаеш, и малце ги гледаат вака, ајде, кажувам ја, завлегувајте. Нели тие се тие ствари алтернативните деца што ни требаат, затоа што тие утре ќе бидат таа вистинската публика, така да. Пошто стварно некако не знам, нема заборат. Милиони имам такви причи ставам. Сега на крајот зеде да ги. Да, и па се Ама се е джез, инспирираш. како не, се е джез. Дейвид Бърн доаѓа и мајката на еден другар ни дава карти. Преку пивара. Тоа исто немаше шанси да купиме, прескапо беше за нас. Битолска пивара? Не. И седиме сега со картиве и некој вика, сега да речеме, мори памтам да речеме 1200 денари, тоа беше ко сега 2500 нешто така. Да. Знаете ли Сериозно. колку кебаб има, викаме ова. И вака се гледаме. Идеме на концерт, нели? Нема да ги продадеме, пошто се бараа картито, тепачка беше. Вика, знаете, вика, се идеме негде. И не, идеме на концерт, значи ни на крај памет не ти е да не отидеш на концертот, па нели дури. Така. Не знам. Фали таа енергија. Да, добро, тогаш сме биле млади, сега не Да, фали, ама ја не ги јас гледам. претпоставувам дека има деца такви Дај сега. Боже, пошто јас Дај не Боже. ги гледам. Не ги гледам. Возраст, Не, разликата не е многу на голема. концертите кога си не ги гледам. Не знам. Добро, јас сум оптимист и очигледно не си. Јас плюс. Не, јас не сум оптимист дека, не сум неоптимист дека нема се појават, него Да, ќе се просто појават, некако Види, многу повеќе јас треба да се работам со работи млади на луѓе младата. на универзитетот во Штип и секоја година доаѓаат онака до по 20 години деца, така да гледаш дека има талент, дека има џари, дека навистина го сакат тоа и можеби затоа сум малку, затоа ти велам, ама има. Да. Сега можеби не толку колку јас и ти кога бевме во таа возраст, затоа што сите ни биле другари, не сме можели да направиме како се вика. Да. Разлика кој ќе биде, кој нема да биде, ама тие си се знаат. Океј, и за крај, најбитното прашање. Хит ми. Кажи како е ова, сега и уште сега. Што би била Ранташа, доколку не би била джез фотограф? Ранташа мора да Ете тие прочита гледај сега, нешто. истото и со Филип беше, застана вака, 5 секунди. Нели ги знаеш тие мислите што гледат изразот на лицето 3 секунди ако закјути, лажи. Ама сите ќе го направат истото. Ако погледне лево, а не десно. Не, ако застани вака и сега, значи смислува онакво. Па мора да смислиш од кај да знам, нели? Пошто стварно си нешто што сакаш да си, го правиш тоа што сакаш да го правиш, сега си размислуваш што би правела ако Ајде. Значи сигурно би било некое нели прчкање со раце и со креативност, на пример. Глина, такви работи. Па еве на пример работам филигран. Така да Ете не знаев. Не знаеш? Не, ми имаш кажано, видиш? Да,
То ти Не е значи сум го- како седмо хоби, уствари. Во моментов не го работам, пошто треба дома со мало Мгм. дете, не е многу Мгм, да. child friendly. И така све си викам, ајде, уште годинава две, па ама ми фали. Ке подпорасни, ке И подпорасни. па не може тоа са киселини, Да, тоа да, се да, нели па жица, огнови, да. чуда, не можеш да го правиш баш така. Ама ете уживам во тоа, уживам. Те смирува, Нешто нели? ситно цк. Си сетов машина за шиење, сигурно во еден момент. Како некој беше седна, зингерица, нели? зингерланд? Да, да. И долу вака со новата? Значи немам, ја Ле, колку јако. ја купив полека, Ле. ама Работи? така сак. Мислам, Ја пробав. функционира? Ја пробав, работи. Да. Ама моментот е нели нешто со раца, нешто креативност сигурно. Да, супер. Видиш, Така да. браво. Баба ми имаше, вели сите имаја порано, нели? И да, мајка да. ми до последно, па мајка ми овде левел ап, она имаше електрична, знаеш, со, Да, деца, со тие искраш, бе, ама таа старата. Не, ама секогаш сум свикала, бе, ова не секогаш сум го фаќала со рака. Ова вака да го прешијам, чеке овде да му не ме додадам. бендисва. Е така и сега си реков време е да купам и нели така ми дојде момента, сега откупила, не ја купив, чекај. Свежа ми е. Да. Сега душе да ја седнам. Да. Така да се што може нешто да се направи креативно, може. Океј. Многу беше пријатен разговорот, претпоставувам и тебе ти беше интересно. Дали ти овој прво гостување вакво прв подкаст, кај што можеш да си кажеш отворено се што кажеш. Оти најчесто кои те викнат на телевизија имаш 7 минути и не можеш да кажеш како навиено од дома онака, знаеш. Да, се надевам нема да им биде досадно, пошто долго Да. трае. Па не, јас ке сеќам уствари, знаеш. А, добро, добар ден, уствари пријатно. никогаш Така ништо се. не сеќам, да. Да. Е па добро, сакаш уште нешто да кажеш? Не? Толку многу работи кажа. Толку многу работи, Нешто не. што заборавивме да кажеме, не знам. Ништо, ако имате некакви Избор за желби, апарат не кажа, не, може или то нема. нема врска апарат. Битно е да имаш око. Битно е да па Извор да на има- око, нема, не постои. Битно е да имаш Извор на желба, око, тоа извор сакам на да око. кажам. Ако имате некаква желба било што да пробате, пробајте ја. Нели? Да. Направи го тоа што мислиш дека те влече. Пробај го, Да, не се плаши. нарочито уметноста е таква каде што Нели? собираш информација, не можеш искуство, да искуство, сгрешиш. искуство. Нели? Така е, баш. Секогаш има некој кому тоа ќе му се допадне. Ете така и за музиката. Така и па, за музиката. Така, нели? Пошто некако сите одат по стадото, пробај да го направиш тоа што душата ти бара. Излези надвор од кутијата, да. Па, види некого го влече да е во кутијата, ама направи го тоа што ти убара душата. Добро и порака за некој иден млад фотограф, џез фотограф, кој што утре би седел на столче како тебе. Тоа да експериментира, да се обидува, истражува, да да се се истражува. себе си, да, Да. тоа е многу битно. И да имаш conversation, но некако Па, такви with И yourself. да има храброст и да не отфрла работи, пошто сега, нели, ова не е моје, ова не е за мене, амо не ќе мреден. Пробувај, не знаеш каде ќе се најдеш. Да, добро. Фала. Океј. Здраво, јас сум Татјана Ранташа, а вие го гледате Джез од денес, подкаст за современата джез култура во прекрасниот амбиент на аудиокултура. Поздрав!